Took my heartbeat a song. We found love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Добар ден и добре дојде на третиот поред тематски ден здравјето и убавината во функција на современата жена. За прв пат ќе бидат представени и отворени во Македонија. Еве за пример ќе отвориме тема за криопрезервација на јајцеклетки со доктор Валентина, а денов ќе го закружиме со еден убав модерн консалтинг и со модна ревија. Ќе имаме трансформација на дневни парчиња до вечерни тоалети со дополнување на накид. И на крај ќе имаме една убава лакарија од преку 150 подароци. Благодарности до нашите изложувачи кои што не удостоија со своето учество и со задоволство можам да кажам дека секоја година ги гледаме во се поголем број. Имаме изложбен дел со штандови, поздрав до Алеја, Фармамед, Slow Food, Натура, Биокулт, потоа Барбар Експрес, Охридска банка, Мис Н, Модерн Консалтинг House of Style, Тесори Димаре, СВ Компани, Шери Леди, Афродита С, Електрик Фарм, Бимек 3B. Имаме изненадување една од колекција од чешките изделија Прециосата на крајот на онаа лотарија, а подржувачи наша се модна студио Шевра, Дадар, Прециоса, Оксет. Ќе ја поканам уште една, значи, господјата. Добар ден, драги мои пријателки, име и господа, значи дами и господа, ви посакувам добре дојде на овој трет тематски ден, кој што го посветивме на современата жена, ете инспирирани од успешните жени менаџери со кои што соработуваме 21 години и избираме, решивме да направиме нешто повеќе и за сите други жени, за современите жени кои во текот на еден свој работен ден мора да одговорат на сите обврски и на деловните и на домашните, но не смеат да заборават на својата убавина и нега, а пред се на своето здравје. Го направивме овој тематски ден со теми од областта на медицината, фармацијата, стоматологијата, дерматологијата, козметологијата, бизнис психологијата, модата и здравата исхрана, се со цел добро да се информирате, да се едуцирате, истовремено да се забавувате и да се дружите. Значи, имаме овулација кај жената, имаме инвитро процес, односно вадење, аспирирање на фоликуларната течност заедно со јајцеклетките во еден медиум, во така наречените Петриевки подложи, во кој што има медиум кој што ги имитира истите услови на живење на јајната клетка која што треба да излезе од јајникот и да се движи во јајцеводот. Тука во природен пат доаѓа до средба помеѓу сперматозоидите и јајната клетка, а тоа е истото што ние го правиме овде во плодувањето во вештачки услови. 3 дена зачитокот на ембрионот стои во фалопиевата туба, а тоа е времето кога ние ги чуваме ембрионите 3 дена во инкубаторите, кои што представуваат еден вид на вештачка матка во нашите лаборатории. Ние ви тоа уште еден доказ дека навистина се работи баш онака како што треба со тие европски амерички стандарди на работа, асистирана репродукција. Дали во светски рамки или ваш аспект има, не само за раѓање, знаеме дека крај циклусот жената има сите хормони во баланс, само дебаланс на тие хормони. За подмладување дали се има таква идеја да се продолжи циклусот за да не во добра позиција? Во овој случај подмладувањето ќе се прави со таквите стем клетки, значи со матични клетки. Не се тоа матични клетки кои што се извадени од друга жена, значи со своите лични матични клетки. Значи вадиме крв, се центрифугира крвта, се вадат тромбоцитните, значи матични клетки, или се прави пункција од кускената срж, тоа е малце поинвазивна техника, меѓутоа се суди на намалување на интензитетот, значи на самата процедура. Значи, доволно е да се извадат неколку епруветки на крв, да се центрифугираат, да се изолираат тие стем клетки и едноставно преку вагиналниот канал се влекува студенка и во директно во овариумот внатре, значи во кортексот, значи во пората на самиот јајник и се инсертираат, односно се аплицираат таквите стем клетки. Таквите стем клетки поново го активираат оној петвеј, значи патиштето на активација на оогенезата внатре во јајникот кај жената. Дали постојат соработка помеѓу вашата поликлиника, нашите државни клиники, дали се упатуваат децата со сколиоза кај вас, затоа што ова, вашите детекции на
особено при младата генерација, може би е проблемот во скопот, а сколиозата е многу застапена. Решавање сколиозата не може да решите во потпуно со тоа што виделам контракцијата на еден мускул на трапезот кој држи лицата од соседната страна, вие никако не можете суседниот трапез да ви балансирате. Значи морате да најдете баланс на целото тело за да направите и решавање на сколиозата и дифузата. За жал во нашата држава не постои таква соработка и постои на црна дупка, да речем, во знаење односно оваа проблематика. Јас истата почнав да работам 2012 година и бив пионер. Сето ова и се уште е едукацијата на пациенти врз основа на стекнати искуства и решавањето и нивните искуства и впечатоци после текност. Значи, ние посвидокме специфици за решавање на оваа проблематика и каде што имаме обуки по центри каде што работат ортопеди заедно со ортодонти и прават баланс на стапала од почетната точка, значи од самиот склоп до стапалата. Кај нас, за жалост, се уште јас не можам да најдам ниту физиотерапевт кој третира темпоромандибуларен склоп, затоа што наистина е една проблематика која што ни недостига во нашата тела. Добар ден, ве поздравувам во името на доктор Вајс, јас сум доктора Нена Слушневте. Денес зборуваме за медицинско-козметички решенија. Овој стренови што колку е било аптеките ги имате, тие делуваат измислување на посебна Вака, значи, ова е еден комплексен проблем. Да. Значи, и се уште се испитува на ова поле што може да се направи. Идеално ќе биде кога одиде фоликул, ќе можеме да направиме бесконечно многу да пресадиме да го решиме проблемот. До тогаш постојат одредени начини како тоа се решава, како да ви кажам, значи, постојат одредени ампули и во зависност од составот што го има. Ја не можам да кажам дека постои лош препарат. Меѓутоа, кои се неговите максимални ефекти, тоа е различно. Затоа го спомнав како базична лазерската биостимулација ние ја користиме како модалитет заедно со другите. Мезотерапијата, како нешто што е многу последните, да кажеме, 5 години, во комбинација со лазерот дава исклучително добри резултати. Почитувани дами и господа, најпрви би сакала да ви се заблагодарам што одвоите дел од вашето време и што дојдовте да чуете тема која итекако нас, жените, нели, е актуелна. Само да прашам дали имаме некои прашања од публиката на оваа тема? Победата е. Така. Видете, тоа е многу битно, значи, од ставот на гинекологот. Конкретно кога доаѓаат нели пациентките кај мене, јас ги упатувам нели да се направи едно еко награди, да се направи нели мамографија. Ако е се тука, значи во ред, ако нема никакви цистични промени, тогаш нели да се даде, да се надомести естрогенот кој фали. Во поранешните нели години, знаете, многу малку се применуваше таа фитоестрогенна терапија. Обично ќе одат нели пациентите на гинеколог и ќе ги советува при Б-комплекс. Меѓутоа, од денешница верувајте дека јас сум за, ако е пациентката нели здрава, зошто да плати. На нашиот пазар има многу убави препарати кои содржат многу мала количина нели на фитоестрогени, така да јас ја препорачувам, али прво во совет нели со особа, нели со рентгенолог да се направи преглед на градите. Доктор Горица, Да, едно прашање, спомнавте хемиски пилинг, дермоабразија. Да. Што мислите за радиотерапијата со радиобранови, затоа што велат дека го стимулира колаген? Да. Колку го стимулира, Да, колку може тоа да го забориме, да, исто е еден многу неинвазивен, значи, третман кој може да се прави во текот на цела година, станува збор, значи, за мултиполарна радиофреквенција. Третман каде што има мускулна стимулација, има ливна дренажа и мултиполарна радиофреквенција каде што кожата нели се загрева и стимулира нели создавање на колаген. Резултатите се навистина многу добри. Не со еден третман. Убаво е да се направи серија нели од неколку третмани, кожата сјаи после тоа. Добар ден, првим да се заблагодарам на Лидија и на Марија и комисијата што прв пат не кани и ние со задоволство ја прифативме поканата да бидеме дел од оваа убава манифестација.
здравието и бавината во служба на современата жена. Дојде од Реплек Фарм, првично тоа представува генеричка карта, која што генерално се занимава со производство на лекови. Но здравието не доаѓа само од нас, така да ние започнавме постепено, скромно со производство и влеговме и во козметичката бранша, да произведуваме креми, делотворни креми. Мене посебно ми е драго на претходното предавање. Мислам дека да беше договорено, Лидија, да се надоврзам на менопаузата и на промените на кожата. Нашите козметички препарати се токму за периодот да се започне да се користат од 30-та година, односно да се случува убавината и свежината на кожата. Идејата беше започна како производство на козметика за одредени состојби на кожата. Значи, ние започнавме дел од препаратите и од линијата Heaven 7, којато ни беше како козметика со посебна намена, беа за строго определени состојби на кожата. Значи, имавме за исклучителна сува кожа, дури кожа со атопични дерматити кои што помага, имавме за третман на прекомерно потрење, имаме уште, мислам така, започнавме за третирање на лузни, и тоа се со една цел, значи да се природата да ја спакуваме во производите, значи да искористиме максималното што можеме да го искористиме од природата. Значи да не биде тоа чисто хемиски препарати кои што во исто време можат да бидат и ефикасни, ама како науката се иде напред, така ги согледуваме работите дека можеме да искористиме бенефитите и на природата. Тоа беше главно и почнахме први така скромно, да кажам, со тој тип на козметика. И морам да напоменам дека целата таа линија, дека станува збор за исклучително квалитетна козметика, е тоа дека истата козметика се произведува под англиски бренд и се продава на англиски пазар. Сите вие знаете дека каков пазар е англискиот пазар, какви се правилата и дека после само неколку месеци во конкуренција со најголеми брендови, јас мислам дека никој такова не го знае, дека ние добивме компанијата за која што ние произведуваме добија награда. Мислам дека дури на англискиот пазар, како побрзо да стигне нашата афирмација на нашиот бренд, него на нашиот пазар, не знам дали тоа е дека ние така скептични во однос на нашите домашни производ и тоа мислам дека време дека да се надвине. Оваа нова линија која што е се надополнува на првичната Heaven 7 козметика со медицинска намена е анти-ейджинг. Во овој случај добивате крема која што ние не можам одавна да кажам дека од едно намачкување на кремата дека ќе пластична операција не можеме да направиме, значи да се разбереме, ама де факто кремата е првиот впечаток кога ќе ставите кремата на лицето е како да ставите маска. Значи пошто е навистина богата и наменета за сува кожа, таа повеќе веќе после 35-та година кожата стареја, губи благата, значи апсолутно сите компоненти што се внимателно отврни за да ја вратат свежината и благата на кожата. Јас имам потреба за ако нешто, фала ви. Ова е формула за против старење на кожата. Имам ли прашање публика? Сега е многу важно што почнува пак повторно ги раскинува врските, но тука се јавуваат сега споеви, спони мостови, каде што тој почнува повторно да се реструктурира. Не само да се создава нов, туку да се реструктурира, односно да премостува, да прави байпас мостови, за да се стегне. Значи, колагенот, пошто една нишка може би била сликовито представено, да кажеме, не знам, 5 сантими или 10 сантими, сега се добива на 2 сантими. Фактички се добива нов колаген кој што се скратува и ќе направи задршка на кожата, односно повивање. Бидејќи неоколагенезата е процес кој што трае, потребно е време да се случи тоа, затоа ќе кажам да и правите ефекти на овој третман се добиваат по 90 дена. Нашата компанија е прогласена за најбрзо растечка компанија во областа на нетворк индустријата, односно на директната продажба и еве неколку значени податоци за кои што би ве заинтересирале за компанијата.
дека таа со постигнатите резултати веќе работа од 6 години, во 2016 година се најде на 18-то место од 100 компании кои се наоѓаат во мрежниот маркетинг, а на 9-то место меѓу 50 компании од Северна Америка за директна продажба. Единствена е компанија која што е меѓу првите 500 компании, приватни компании кои што се прогласени за компанија од директна продажба, но која се занимава со нега со директна продажба и нега на лицето и суплементи. The company is Genes. The state-of-the-art product is Luminesce. Stem cell technology is very important to medicine and to the cosmetic industry because it's allowing us to deliver to the body exactly the same growth factors, the same signals that it needs to repair and regenerate the tissues. When Luminesce is applied to your skin, it's like the same process that the stem cells go through in the petri dish. Growth factors in the Luminesce products talk to your body's cells. The result? A healthier, much younger, better-looking you. Тоа што овие пола сад сега ќе се случи тука, јас ќе бидам многу среќна ако барем со 3 работи од овде излезите и бидете поттикнати да направите некоја убава и позитивна промена во вашиот живот. Би сакала секој од вас да направиме една интимна вежба, која што нема да трае подолго од 1 минута. Ќе ве замолам да се опуштите, по можност да ги доприте двете стапала на земја. По можност ако носите штикли, да удрите со штиклите. Чисто да го осетиме тупутот, вибрацијата што ја пренесуваме на земјата. Од овој момент, вашето тело, стапала, колена, движејќи се надвор, сакам да го почувствувате задниот дел, задникот. Почувствувајте го грбот како е залепен назад на седиштето. Вашите рамена, вратот, се оно што вашето тело вибрира и оно што во вашиот лик почувствувате како месо, како образ. Сакам со вашите раце да ги доприте вашите очи. Да почувствувате колку сте убави, колку ви се убави очите. Сакам да ги доприте образите. Да видите колку убави, нежни, прекрасни образи има, заруменети образи. Сакам да ја доприте брадата. Да замислите дека во моментите кога се подпирате вака, кога си давате сами на себе време и оддишка, дека тоа, вашиот говор на тело, многу умно ве слуша и дека ова убавина на која што вие на оваа рака ја поддржувате, дека во кој момент ве повикувам да ги затворите очите и би сакала 3 пати длабоко да вдишите. Земете воздух, издишете. Земете воздух, длабоко издишете. Секое наредно земање на воздух, замислете дека се наоѓате точно пред една пештера. Јас сум инаку професионален коуч, тоа така модерно се вика денеска. А иначе мојата прва љубов се енергетските практики и духовност. Поттикот за оваа тема денес го добив од господја Лидија Трифуновска, бидејќи првата работа за која што луѓето ме бараат и по која ме познаваат е оправање. Зошто? Зашто луѓе доаѓаат кај мене генерално затоа што имаат проблеми. И тоа е окей. Нели, сите ние сме имаме секакви разни проблеми, нели? За тоа што проблемите можат да се манифестираат на физичко, на емоционално, на ментално или на било кое некое друго ниво, но од таму не почнуваат. Јас за кратко, за да ви објаснам зашто ја одбравме оваа тема, ја одбравме заради тоа што меѓу луѓето кои што доаѓаат на оправање и поправање се многу млади деца.
во последните 2 години. Да, јаготката на шлагот или да ги имавме до сега многу убави шлагови, се надевам дека јаготка ќе го оправда својот изглед на крајот. Јаготката треба да биде она што всушност не знам сите ја доживуваме како најневажната важна работа во животот, модата, нели? За модата мислам дека се подготвени сите да дискутираат. Меѓутоа не сите ја сакаат, многумина ќе абстрахираат, многумина ќе се оградуваат од неа. Меѓутоа некои ќе вистински ќе бидат нејзини љубители. Меѓутоа модата е дефинитивно игра во која што сите сме инволвирани. Значи не секоја фигура трпи се. Знаејќи и осознавајќи фигурата, вие ја определувате и формата на вашата облека. Ова е еден актуелен изглед, значи ова е моментно тренд, како линија, меѓутоа не стои на секого, ама стои на повеќе, да речем. Она што е битно, кај да се нагласи во формалниот изглед, значи дека боите треба да бидат умерени, никакви виштечки бои не се дозволени. Она што се појаки бои само одат во деталите. Деталите се оние кои што се исто така клучни и кои што го прават изгледот со време. Многу често морам да напоменам, токму тие трендовски изгледи се присвојуваат без при тоа да се биде критичен како тоа изгледа на вас. Топ моделот пред 20 години. Дефинитивно. Токму со неа сакам да покажам како фактички треба да изгледа една реална бизнес жена. Сам имам дека нема подобар екземпляр од неа тоа да го долови во моментот. Ето имаме таква една убава боја и во моментот мора да се потенцира актуелна боја, ама која што функционира токму во овој сегмент. Во таа дневна варијанта го имаме овој момент, многу е, значи едноставно, не е нападно, кројката е модерна исто така. За вечерната варијанта го менуваме само полага. Четири, 2-6, 2-9-3, 9-8-3, 1-2-2-8, 8-0-4, 9-9-3, 1-2-3-2, 5-6-6. Има? Ајде, 4-9-0, 4-2-8. Значи, одиме со главната прециозна награда од изненадување. Таа беше донесена, денес јавена, значи не ја знаевме таа награда. Јас те фрлам, ама вие ќе ја влечете, може? Да, значи тоа е на раквица од чешки кристал. Последна ли? Да, ова е последна награда, една убава. Значи, ја понесувате
Прочитај име. Адрини Арсовски. Адрини Арсовски. Така?